Онколошки препарат од 199.000 на 117.000 денари, терапија за ревматски артрит од 57.000 на 32.500 денари, пулмозин од 49.722 денари на моментална цена од 39.500 денари. Ова се само дел од 1299 лекови кои од 1 февруари ќе бидат со намалени цени од 5 до 50%. Од Министерството за здравство ја прогласи успешната неголема здравствена реформа во делот на лековите и покрај драстично намалените цени, здравствените власти задоволни што ниту една фармацевтска компанија нема да ги повлече производите од пазарот. Од Министерството за здравство изјавуваат дека најголеми намалувања на цените има кај лековите за онколошки заболувања, бронхијална астма, за цистична фиброза, антибиотиците и многу други медикаменти. Оттаму посочија дека согласно последните измени на Законот за лекови и медицински помагала и донесената нова методологија за утврдување на цените, компаниите кои се занимаваат со производство и трговија со лекови имаат обврска заклучно со 5 јануари да достават барање за утврдување на цените. Покрај здравствениот систем од реформата ќарки имаат и пациентите. Ќе бидат намалени и малопродажните цени на лековите кои според правичните проценки ќе поевтинат од 25 до 30%. Кај најефтините лекови кои што ги купуваме од аптека, намалувањето ќе биде околу 28%, велат од Министерството. Со дел од заштедените пари, Министерството планира да ја прошири позитивната листа на лекови.